Здраво, ученици, второ оделенчиња. Ви посакувам да имате убав, пријатен, весел и исполнет ден. Јас сум Ристенка Јовановска, јас сум оделенски наставник од Лозово и учам ученици второ оделенчиње исто како вас и четврто оделение. Учиме заедно, ние сме во комбинирана паралелка. Во оваа прилика сакам да им порачам прво на моите деца и на сите вас што го гледате ова видео, дека целата оваа ситуација многу брзо ќе заврши и сите пак ќе се вратиме во нашите училишни клупи таму каде што припаѓаме и таму каде што се чувствуваме своји на своето. Таму најдобро се учи, нели? Во оваа прилика поздрав до сите вас, драги мои второ оделенчиња. Вака сега. Јас се одлучив во оваа моја виртуелна училница да ви снимам еден час по ликовно образование на тема илустрација на текст. Сега, да видиме што е тоа илустрација. Што ќе научиме на овој час? Најпрво, да се запознаеме со целта на часот. Зошто воопшто го слушаме овој час? На овој час вие ќе научите прво што е тоа илустрација, што значи овој поим, затоа што некои од вас можеби прв пат го слушаат. Потоа ќе научиме како да направите соодветна илустрација за некој текст, па ќе научиме што се треба да има на таа илустрација и на крајот како да го искористиме приборот по ликовно кој што вие веќе се го користите, како сега да го искористиме најдобро за да направиме најубава, најинтересна илустрација за текстот. Одиме натаму. Сега се прашуваме, нели што е тоа илустрација? Не звучи некако непознат овој поим. Но кога ќе поразговараме малку повеќе, ќе видите дека секи ни стане јасно. Ние со илустрацијата се среќаваме секојдневно низ нашите учебници. Илустрација е кога некоја текстуална содржина сакаме да ја прикажеме со слика. Така ни станува многу појасно што сакал писателот или авторот на текстот да ни каже. Но така, например, кога изучуваме некој четива по македонски јазик, соодветно на насловот и на содржината, одоздола најчесто авторите сакаат да вметнат и слика, која што помалите деца ќе ја гледаат и на тој начин ќе им стане појасно што се зборува во текстот. Исто така и по природни науки. Многу често за сите експерименти, обиди што ги правиме ние во училиште, на крајот, нели на второ оделенчињата кои што се уште не беа изучили букви, им задававме да го нацртаат тоа што сме го работеле на часот. Ете, тоа се вика илустрација на содржина. Сега вака. Какви можат да бидат илустрациите? Тие можат да бидат слики што изобилуваат со содржини, со ликови, со бои, со форми, но можат да бидат и едноставен цртеж од еден лик или од еден знак, но да ни кажуваат многу содржина. Важно е илустрацијата да ја покажува содржината на оно што сакаме да го кажеме со текст. Вие често пати во големите супермаркети на вратата горе може да видите едно човече во движење и тоа всушност што ни покажува? Што сака да ни каже авторот на таа порака? Дека таму е излезот, односно влезот. Понатаму, ако има цигара прешкртана, тоа значи дека во таа просторија е забрането пушење. Ако има, например, телефон мобилен прешкртан, што ни значи тоа? Тоа е едноставен знак. Што значи? Забрането е во таа просторија или во таа институција да се користат мобилни телефони. Сега да видиме, ние ќе се задржиме на неколку примери што покажуваат богати илустрации.
Овде ќе имаме илустрација на сликовницата Пепелашка. И веднаш можеме да забележиме кои се елементи ги има на оваа илустрација. Во преден план е Пепелашка и нејзиниот принц, кој што го наоѓа на крајот од приказната. Позадината, значи дворецот, терасата и наслов на илустрацијата, да знаеме за што се работи. Секој од вас мислам дека ја има прочитано оваа сликовница или некој од родителите му ја има прочитано. Се работи за сликовницата Волкот и трите прасенца. На илустрацијата можеме да забележиме дека ликовите се во преден план, односно се нацртани големи, волкот е исто така, но во позадина ја имаме и куќичката на трите прасенца и природата во која што се случува дејството. Како да направиме соодветна илустрација за некој текст? Што е важно деца да знаеме? За да направиме соодветна илустрација за некој текст, најпрво е добро да го прочитаме текстот неколку пати, за да го разбереме, за да знаеме што треба да нацртаме, што ќе илустрираме. Тоа е најважното нешто во цртањето на илустрации. Например, ако сакаме да ја илустрираме басната Бик и зајак, што ја имате во учебникот за второ одделение, логично е дека нема да цртаме други животни, туку ќе ги нацртаме бикот и зајакот и би ги истакнале нивните особини. Брзите нозе за трчање кај зајакот и силните рогови кај бикот. Еве, например, како би изгледало тоа. Значи се потенцираат двата лика, зајакот со неговите брзи нозе и силните рогови на бикот. Ако сте ја читале оваа приказна, ќе знаете дека тие посакуваат да си ги сменат особините, но на крајот ќе видат дека секој си има свои добри особини, дека бикот треба да се гордее со неговите силни рогови, а зајакот да се гордее со неговите брзи нозе, што го спасуваат во многу ситуации со брзото трчање. Ако ја обработуваме, например, сликовницата Снежана и 7 џуџиња, би нацртале слика што е соодветна на текстот, така? Во преден план ќе нацртаме Снежана, ликот на Снежана, прекрасната убавица, и 7 џуџиња. Во овој случај, тука кај нас е 6 џуџиња, најмалечкото го нема на оваа илустрација, но сигурно според содржината на текстот тоа има заминато некаде и очекуваме дека ќе се врати. Во позадина секако ни е дадена и околината, односно амбиентот во кој што се случува оваа приказна. Ова е веќе крајот на приказната, кога се тие пресреќни, затоа што Снежана останува кај нив, се дури не дојде принцот, и гледаме дека тука во позадина некаде има нивната куќичка, сместена во прекрасна природа, во шумичка, ја има и реката исто така, ликот на Снежана е насмеан и гледаме дека ликовите на џуџенцата се сите весели. Одиме натаму. Што треба да има на секоја илустрација? Еве, како што кажавме кај Снежана во претходната илустрација, најгоре значи се поставува насловот. Може, но и не мора секогаш, но пожелно е да се напише, за да знаеме што илустрираме, нели, насловот на текстот. Во преден план или поголеми ги цртаме главните ликови. Секако треба малку помали, во помал формат да се прикажат и другите ликови. Исто така, важно е, рековме, од позади да го има и амбиентот каде тоа се случува, дали е во шумичка, во дворец, во соба и така натаму,
за да им биде појасно на дечињата што ќе ја гледаат илустрацијата да знаат што ние сме илустрирале, што сакаме да им порачаме, кој текст го доловуваме со нашата слика. И на крајот, како да го користиме ликовниот прибор. Значи, илустрацијата на текстот ќе цртаме исто како што цртаме и се друго на нашите часови по ликовно. Што ќе ви биде потребно? Ако одлучите, деца, да работите со темперни или со водени боички, ќе ви требаат боите, четки и сат во кој што ќе ставите вода и секако палетата за мешање на боите. Ако работиме со суви боички, со фломастери или со дрвени боички, тогаш ви е потребен само блок и боички. Како да го нацртаме текст, како да го илустрираме текстот? Најпрво ќе прочитаме. Еднаш, ако има потреба и уште еднаш. Потоа ќе го земеме блокчето. Тоа што ни останало во сеќавање. Ќе направиме скица, лефтерно, бледо, со моливче, без притискање, ќе направиме скица на тоа што сакаме да го прикажеме како илустрација. Ако сме нацртале добро на скицата, тоа може да го повториме со моливче, но и не мора. За после да знаеме до каде ни се граничните линии за да можеме да боиме со соодветните боички. За домашна работа, односно за како задача за ликовно творење во домашни услови, ќе ви дадам ваков предизвик. Обидете се да го илустрирате текстот Сонот на Мите, кој што се наоѓа во учебникот на страна 112. Секако, рековме прво прочитајте го текстот 2-3 пати на кој колку му е потребно. Потоа, затворете го учебникот, подготвите го ликовниот прибор, направете скица, а после почнете да боите. Сега сопрете го моето видео, запрете ја презентацијата и почнете со работа. Доколку имате потреба повторно да ги видите насоките како се прави илустрација, слободно пуштете ја целата презентација од почеток и се ќе ви биде јасно. Уште еднаш поздрав до моите драги ученици, моите второделенчиња и се надевам дека ќе се видиме многу бргу. Ве поздравувам, пријатно!